вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Североисточниот дел на Соединетите Американски држави се обидува да се ископа по втората снежна бура што го зафати регионот за само неколку дена. Невремето предизвика опасни услови за возење дури за службите кои се задолжени за расчистување на патиштата. А имаме неколку цифри што сакаме да ви ги предадеме. Федералната влада е затворена веќе четврти ден поред. Училиштата и бизнисите исто така не работат, но Сенатот треба да се состане доколку воопшто постигна кворум денеска, а стотици летови се откажани од аеродромите во Нью Йорк, Вашингтон, Филаделфија и Балтимор. Да видиме сега како изгледа ситуацијата на самиот терен. Во Вашингтон, големите снежни врнежи и силниот ветер практично го затворија главниот град на државата. Екипите на службите за расчистување беа отповикани и федералната влада остана затворена. Но имаше некои кои сепак излегоа надвор на вакво невреме. Не можеа да веруваат на тоа што го гледаат. Не паметам вакво нешто. За 20 години колку што сум во Вашингтон, никогаш не било толку лошо. Службите за расчистување се обидуваат да ги олеснат условите на патиштата, но тие останаат далеко од безбедни. За да излезете на ова време ви треба теренско возило. Ако го немате, не се ни обидувајте. Во Нью Йорк снегот беше помал проблем. До утрината веќе се претвори во водена каша. Градоначалникот веќе имаше наредено затворање на училиштата во очекување на големи наноси и ветер. Но подземната железница иташе непречено кон Манхетен. Таксистите и сообраќајот воопшто течеа повеќе или помалку нормално. Но градот се уште не е надвор од неволите. Велат таму допрва се очекува невремето. Ова е предневреме ситуација. Очекуваме до 18 инчи снег. И тие се подготвени. Пред зградата на Обединетите нации, што беше затворена заради невремето, разочарани туристи од Кина се сликаат, немајќи можност да влезат внатре. Библиотеките и судовите исто така затворени, но најголем дел од градските канцеларии работеа. Исто и Њујоршката берза, дури и кога лапавицата се засили и снегот почна да се задржува на улиците. Предвидувањата се дека Њу Йорк ќе го добие својот дел од овој втор дел од невремето, од околу половина метар снег. А од другите вести, председателот на Европската унија, Херман Ван Ромпи, рече дека е постигнат договор за помош на Грција да ја надмине кризата со буџетскиот дефицит. Ромпи го објави договорот по разговорите меѓу Германија, Франција, Грција и Европската унија во Брисел спроти одржувањето на самитот на лидерите на Европската унија. Деталите ќе бидат објавени денеска. Веста доаѓа во време кога Грција објави највисока цифра на невработеност за последниве 5 години и се справува со гневните работници заради новите мерки со кои владата се обидува да го намали дефицитот. Официјални лица во Атина кажаа дека невработеноста стасала до 10,6%, што е највисок процент од март 2005. Во ноември 2008 таа изнесуваше 7,8%. А во меѓувреме таксистите во Грција штрajкуваат и заради новите даноци на бензинот и другата регулатива, чија цел е исто така намалување на буџетскиот дефицит. Буџетскиот дефицит инаку на Грција надмина 12% во 2009, што е 4 пати над дозволениот лимит воведен од страна на Европската унија. Бројот на граѓани во Соединетите Американски држави, пак кои се пријавуваат за финансиска компензација заради невработеност, падна за 1/10 минатата недела на 9,7%, што е најниско ниво за повеќе од еден месец. Денешниот извештај од одделот за труд вели дека бројот на американци кои добиваат помош по основ на невработеност се намалил за 43.000 и сега изнесува 440.000. Други извештаи велат дека американската економија губи илјадници работни места речиси секој месец во изминативе 2 години. Официјални лица од економскиот сектор на Белата куќа најавија дека домашната економија ќе почне да продуцира 95.000 работни места месечно оваа година. Но авторите на извештајот велат дека тоа нема да биде доволно да се намали стапката на невработеност многу под сегашните 9,7%. Јужноафриканците се собираат пред затворот каде лидерот против апартхеидот и нобеловец Нелсон Мандела мина 27 години. Главната комеморација по повод 20 годишнината од ослободувањето на Мандела се одржува пред затворот Виктор Верстер на островот Робен во близина на Кейптаун, кој денес е преуреден во музеј. Политичката партија на Мандела, Африканскиот национален конгрес
Isto така организираше маршеви, говори и изложби и други настани ширум земјата. Ослободувањето на Мандела го означи почетокот на крајот на владењето на белците во Јужна Африка. Неговата заложба за национално помирување има најголем удел во одвраќањето на земјата од работ на граѓанската војна. 3 години по неговото ослободување, Мандела ја доби Нобеловата награда за мир и во 1994 стана првиот црн председател на Јужна Африка. А во приложение на Newsflash почина поранешниот американски конгресмен Чарли Вилсон, кој беше централна фигура во тајните американски напори за вооружување на афганистанците во борба против советските сили во 1980-тите години. Тој почина на 76 годишна возраст. Во продолжение ќе чуеме повеќе за оваа исклучителна личност за која беше направен и филм. Чарли Вилсон овозможи финансирање на тајна програма на ЦИА за доставување базуки и друго напредно оружје за тоа време за афганистанските муџахедини. Тоа оружје одиграло клучна улога во успешните афганистански напори за протерување на советските сили од нивната земја. Напорите на Вилсон во Конгресот и неговиот богат карактер инспирираа книга и снимање на популарен филм Војната на Чарли Вилсон, што се појави во кината во 2007. Тој беше представник од Тексас од 1973 до 1997 година. Во соопштение, американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс рече дека Вилсон работел неуморно во името на афганистанскиот отпор против советските сили. Неговите напори помогнале да се истераат нападјачите, да се ослободи народот и да се приближи крајот на студената војна. Изминатите години Вилсон тврдеше дека американското повлекување на поддршката за Афганистан по истерувањето на советските сили создал безбедносен вакуум кој бил пополнет од Талебан, а во филмот за Вилсон актерот Том Хенкс го представи конгресменот како сладкоречив и друштвен тексашанец кој честопати бил во друштво на убави жени. Утре во Newsflash, во Ванкувер, најголемата безбедносна операција во историјата на Канада за отварањето на Олимписките игри. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.